Од земјоделските здруженија сметаат дека производителите треба да се фокусираат на цените на откупот, но не толку на субвенциите. Земјоделците треба да може добро да ги продадат своите производи за поголема економска независност и профит. Мислам дека оваа година имаше некое зголемување прецена на површините засадени со градинарски култури некаде околу 10% и тие изнесува некаде околу 33.000 по хектар. Меѓутоа што се однесува до моето мислење, јас мислам дека своето внимание нашиот земјоделски производител треба да го скрене кон цените на продажба на своите производи, отколку да мисли колку субвенции ќе зема од дадена површина, од дадена култура. Што значи, би требало да води грижа како и по која цена ќе го продаде својот производ, а субвенциите мислам дека влегуваат со некоја занемарлива сума во цената на чинењето на самиот земјоделски производ. Во идниот период фармерите треба да го профилираат своето производство по современи текови. Само така, децидни се од здруженијата, ќе се создаде конкурентност на македонскиот земјоделски производ на европските пазари. Активности ќе ги имаат земјоделците веќе? Па лека по лека рековме дека најголемиот дел од производите веќе се прибираат од вториот турнус на производство. Што ги очекува земјоделскиот производител? Мислам дека треба нашиот земјоделски производител да си земе во предвид дека да има еден правилен професионален пристап во самото производство, ако сакаме да имаме успех и нашиот производ да завршува тамо каде што треба, а тоа е на европските пазари. Во периодот 2014-2015 година со помош на субвенциите за 20% се зголемил просечниот бруто приход на фармите, но не и нивниот физички обем. Генерално овие фарми што добивале субвенции ја зголемиле продуктивноста, а имале и повисоко ниво на тековни средства. Во периодот пак од 2009 до 2015 година, како резултат на субвенциите, раст на производството е забележан кај овошјето и зеленчукот, но кај житата и индустријските култури трендот бил негативен. Исто така е евидентиран дисбаланс во размената. Извозот бележал зголемување, но увозот растел многу брзо. Експертите од Европската унија укажуваат и на фактот дека многу е битно да се подобри квалитетот на локалните производи, тие да бидат добри колку што се добри оние што се увезуваат.